во Божиот дом и да бараме од Бога водство, да бараме од Бога присуство и да бараме од Бога помазание. Денеска, пред да ја пееме во ведната песна, би сакал да прочитам неколку стихови од Псалмот 109, во некои верзии, а во некои верзии 110. Поврзано е со она што денеска ќе биде темата на мојата проповед, која се наоѓа во посланието до Ефесијаните од 1 глава до 1 до 14 стих. Па нека овие стихови бидат и вовед понатаму во она што денеска ќе го слушнеме подоцна. Му рече Господ на мојот Господ: седи од мојата десна страна, додека ги ставам непријателите твои во подножјето на нозете твои. Жезалот на твојата сила ќе ти го прати Господ од Сион, владеј меѓу непријателите своји. Подготвен е твојот народ за денот кога ќе ги поведеш своите војски на светите гори. Како роса од утробата на зората, со тебе се младите борци. Се заколна Господ и нема да се покае. Ти си вечен свештеник по чинот Мелхиседеков. Господ кој од твојата десна страна во денот на гневот свој, тој ќе ги порази царевите, ќе изврши суд на народите, ќе ја исполни земјата со трупови, ќе ги скрши главите на многумина на земјата. Од потокот на патот ќе пие и затоа високо ќе ја крене главата. Амин. А сега сите заедно ќе ја испееме песната број 345.
Му благодариме на Бог за тоа што го прави за нас во Исус, за кого што сега пеевме. Ќе ве замолам како заедница да станеме заедно сега и да се помолиме. Татко, Син и Свети Дух, Света Троица, Троедин Боже, ти се обраќаме Тебе. Семокен Господару и Создателу. Сега отвори го срцето на секој од нас кој е тука, умот, нашите духовни уши и очи и сите сетила кои ни се дадени со ум, дух, душа, срце и тело да те почувствуваме Тебе. Те молиме, Душе Свети, упати ги нашите мисли кон длабочините кои ти можеш само да ги откриеш на нашиот дух. И преку тоа откривање да не мора понатаму да се срамуваме од нашите гревови, од нашата оттуѓеност од Тебе, туку преку тоа да разбереме дека припаѓаме на Твојот дом, дека Ти си сега наш татко, дека Ти си не посвоил и целото наследство кое си го оставил, најголемото богатство од вселената, ни припаѓа нам. И затоа те молам во тоа помазание и во она што Христос како Богочовек еднаш за секогаш и за вечност го постигна, Татко, слушни ја оваа молитва. Благослови го ова заедништво. Тука, во оваа просторија, и сите оние што не гледаат каде и да се низ светот. Сето ова го бараме од Тебе, Татко Небесен, во името на Твојот единороден Син Исус Христос и во силата и помазанието на Светиот Дух. Амин. Повелете, можете да седнете. Како втора песна ќе испееме песната број 155.
Стоиме врз Христос. Стоиме врз тој единствен камен и стоиме врз таа единствена карпа. Видението, кое уште во Стариот Завет го имаше за каменот кој ќе стане карпа и ќе исполни целата вселена. За него и околу него сме собрани и денес. Но она што е за мене уште и поважно е да се сетиме дека Христос е објава Божја и дека Христос е Божјо присуство, дека Христос е единствениот вистински образ Божји кој ни го објавува Бога на нас, кој се објавува како Татко, Син и Свети Дух. А во овие стихови што ќе ги прочитам, таа објава доаѓа до специфичен израз. Затоа што Павле пишува тука конкретно за Таткото, конкретно за Синот и конкретно за Светиот Дух. Светата Тројца во едно. Во посланието до верните во Ефес ќе читаме од 1 до 14 стих. Ако може да станете, кој може нека стои додека јас го читам овој текст од Библијата. Ве молам. Павле, по волјата Божја, апостол на Исус Христос, до светиите што се во Ефес и до верните во Исус Христос. Благодат и мир вам од Бога, нашиот Отец и Господ Исус Христос. Нека биде благословен Бог и Отецот на нашиот Господ Исус Христос, кој не благослови со секаков духовен благослов од небесата во Христос. Така што не избра преку него уште пред светот да биде создаден, за да бидеме свети и непорочни пред него во љубовта. Предолувајќи не за посинување за себе преку Христос Христос, зашто тоа му беше по волја, за да биде фалена славата на неговата благодат, со која не дарува преку својот возлюбен Син, во кого имаме откуп преку неговата крв, простување на гревовите по богатството на неговата благодат. Таа благодат тој ни ја даде изобилно заедно со сета мудрост и разум, откако ни ја откри тајната на својата волја според своето благоволение што го беше положил во себе од порано, во уредувањето и исполнувањето на времињата, за да се соедини се небесно и земно под една глава во Христос. Преку него ние бевме избрани за наследници, однапред определени според одлуката на оној кој врши се според волјата своја, за да послужиме како пофалба на славата негова. Ние кои од порано се надевавме на Христос, во него и вие, откако го слушнавте словото на вистината, евангелието на нашето спасение, и откако поверувавте во него, станате запечатени преку ветениот Свети Дух. Тоа е залог за нашето наследство, за откупување на посвојувањето, за пофалба на неговата слава. Амин. Господе, ти благодариме за твојот свет збор. Нека тој сега нам ни ги обликува умовите, душите, телата и нека ни ја насочува целата наша волја и нека се спроведе на твоја слава во секое наше дејство. Амин. Повелете, седнете. Таму некаде во 17-тиот век има двајца браќа кои се од аристократско потекло, многу блиско поврзани со едно кралство и крал. И двајцата браќа, едниот постар, другиот помлад, се прв и втор во линијата да го наследат нивниот татко, кој е војвод, кој е принц. Постариот син бил крајно посветен човек, кој многу му верувал на Христос, од срце го сакал и целиот свој живот му го посветил нему, но бил многу болникав, болен и дошло многу прерано, преди воопшто да дојде, да може да го наследи, да ја наследи титулата од неговиот татко, тој знаел дека неговиот живот завршува. Неговиот помлад брат секако ќе ја наследел оваа титула. И токму на смртната постела, постариот брат го вика својот помлад брат и му вели: брате, вечер сум сигурен дека јас заминувам.
И сакам да ти порачам нешто. И сакам оваа порака да остане со тебе. Вечерва, брате мој, ти ќе станеш принц. Наследник на оваа титула. Ама сакам да знаеш една работа. Вечерва јас ќе станам цар. Бидејќи ќе влезам во Царството Божјо, во кое што секој под Христовиот цар може да се поистовети со него. Бидејќи не само што Христос е наш цар, туку нашето тело учествува во Христовото тело. И на тој начин сите ние заедно, колективно, учествуваме во тоа царство. Брате, вечерва, ти ќе бидеш принц. Ама сакам да знаеш, вечер, според ветувањето на Таткото, Синот и на Светиот Дух, јас ќе бидам и станувам цар. Оваа вистина е откриена токму во овие стихови. И јас верувам дека овој верен човек и аристократ кој сватил дека титулите на светот не се најважната работа во животот, го читал и овој текст. И знаел што му е ветено. Знаел од кого му е ветено. И знаел дека на тоа може да застане како на цврст камен, како што пеевме пред малку во определените песни. Кога ги отвараме првите стихови, најчесто особено во посланијата на апостолот Павле, тие се разбира во себе содржат нешто многу, така да се изразам, формално. Павле користи комбинација на поздрав кој е вообичаен за евреите, но исто така додава и некои елементи кои се вообичаени за, да кажеме, незнабожците или за културата римско-хеленската култура во која што тој тогаш действувал и работал. Но овие три стиха па посебно, иако ово е токму таков еден поздрав кој Павле им го дава на верните во Ефес, има уште нешто многу интересно да се забележи, бидејќи апостолот Павле овде вели дека многу интересно, многу интересна работа. Вели вака: Благодат и мир вам од Бога нашиот Отец, Павле по волјата Божја, апостол на Исус Христос, до светиите што се во Ефес и до верните во Исус Христос. Благодат и мир вам од Бога нашиот Отец и Господ Исус Христос. Нека биде благословен Бог и Отецот на нашиот Господ. Нека биде благословен. Многу интересно е, бараме благослов од Бог, а видите што се случува. Бог ни ја дава привилегијата, ние, ограничени битија, да го благословиме Него. И тоа не е некоја измислица. Ова доаѓа директно од Светото Писмо. Бог, кој е извор на секој благослов, се отвара себе си со своето битие, за ние да можеме да го благословиме Него. Каква е оваа прекрасна инверзија? Каква е оваа прекрасна замена на улогите, во која на верниците кои се под благословот на Бог им се дава привилегија на задачата тие духовно да го благословуваат Бог и тоа како да се исполни Исусовата молитва како на небото, така и на земјата. Веќе воведно имаме увод за тоа што ќе следи понатаму. Во првите 2,5 стиха Павле укажува на тоа како ќе ја развива целата негова теза за она што има да им го каже. А што сака да им каже? Сушност, им го кажува она што црквата низ вековите почнала да го открива и да го забележува чекор по чекор. А тоа е дека Бог е Света Тројца. И тука апостолот Павле зборува за тоа дејство на Таткото, на Синот и на Светиот Дух, на Светата Тројца во спасението на нас, луѓето, ама која е крајната инстанца, која е крајната цел на тоа наше спасение? Не е ние да бидеме само спасени, туку да му искажеме слава и чест на Бога. Замислете каков сакате простор и место идеално кое што секој од нас или сите ние заедно тука и таму во даден момент сме се обиделе да го замислиме рај. И замислете дека во тој рај може да имаме, што сакате? Замислете ги најмилите луѓе, најдрагото,
нешто што го имате, најпрекрасните искуства, здравје, целосно, нема никакви болки, нема никакво плачење, нема солзи, нема ништо и го нема Исус. Би сакале да бидете во такво место? Ама јас мислам, а тоа ме вклучува и мене, често рајот сум си го замислил токму така. Ова што овој текст ни го кажува, дека рајот не е првенствено место. Рајот е првенствено личност. И неговото име е Исус Христос. Тој не воведува во вечниот живот. Тој ни овозможува вечно заедништво со Бога. Се друго избледнува во споредбата со она што Христос го прави и Христос уште поважно го представува како личност, како Богочовек. Божјото спасение ни е подарено, но се очекува и конкретен одговор од нас како спасен народ. Бог не благословува, веќе тоа го најавив, а ние го благословуваме Бога. И Павле во тие први стихови, тука некаде меѓу 3 до 6 стих, укажува на тоа дека вечноста на Бог, каква е таа вечност на Бог и каква е истовремено состојбата на човештвото. Тој не избра пред светот да биде создаден, да бидеме свети и непорочни, непосини и ни даде наследство. Ама со која цел? За да биде фалена славата на неговата благодат, која не дарува преку својот возлюбен син. Чи вечноста на Бог и неговата состојба, која е неговата состојба? Совршенство, светост. Секој можен атрибут, вечност, бесконечност, љубов. Човекот е отпаднат од Бога, човекот е отуген од Бога, а Божиот одговор на тоа е дека сака да не прибере во својата преградка уште пред светот да бил создаден и уште пред кој бил човек или нашите први прародители да паднат во грех. Господ веќе ја има преградката отворено за да не прегрне сите нас. Го има сето тоа веќе на ум. Како што и укажува во 3-то поглавие 15-тиот стих, кога пишува за тоа дека ќе има едно ривалство меѓу жената која ќе раѓа деца пород и змијата кои ќе се надпреваруваат кој кого ќе му е смачка главата, а кој кого ќе касне за петата. И тоа е првото предвидување, тоа е првото пророштво во кое што се најавува дека преку човечка, преку жена ќе се роди човек, син Божи, кој ќе ја смачка главата на змијата. Ова е се уште ништо друго не се случило, а Бог веќе тоа го најавил. Воведување и тоа Бог сака да не воведе во еден свет кој е непорочен живот, односно да не врати во така наречената првобитна состојба. Меѓутоа, јас би рекол и нешто многу повеќе. Бидејќи од првобитната состојба во која што се наоѓаат Адам и Ева во градината Еденска, во таа невиност и во таа така да кажам непорочност, е еден степен, едно ниво. Меѓутоа, тие не беа замислени да останат така. Според се што читаме после во Библијата, има една многу поголема возвишена визија за нив. И ние не само што се враќаме во првобитната состојба, туку преку Христос ги постигнуваме сите оние задачи кои човештвото треба да ги постигне, а ги добиваме придобивките, иако сами не сме успеале тоа да го направиме. Каква прекрасна, уште еднаш ќе кажам, инверзија на улогите, каква жртва на Бог и каква придобивка за нас, човештвото. Преку неговото осветување, ние сме посинети, ние сме посвоени преку Христос и запечатени во неговиот дух. Крајната цел е пофалба на Бог од целото создание кое почнува со нас.
Ние треба да го водиме хорот, така да се изразам. Пред малку, човек кој многу добро ја знае, има одличен слух, одлично свири. Боби Милчев дојде пред кај мене и ми вика, знаеш кога ќе пееш, симни го овој тука. Нема, знаеме дека не сакаш да се слушаш додека пееш, симни го тоа доле. И потоа кога ќе зборуваш пак закачи го. Јас така послушно правев цело време. Стави, стимни, стави. Точно за да не мора да ме слушате, затоа што не сум баш најдобар во мојот слух. Меѓутоа, кога ќе застанам во хор со такви луѓе како што е тој, и кога ќе почнам да пеат и од лево и од десно, и јас ќе влезам во линијата на таа убавина на песната, јас станувам добар пеач. Ние сме повикани да влеземе во хорот кој ќе ја предводи песната на Божјата слава на целото создание, на целата вселена. Секој од нас. Буквално секој од нас. И Бог не повикува на тоа. Крајната цел е пофалба на Бог во целото создание. Крајната цел не е само некаков безгрижен живот. Крајната цел не е ни дури, така да се изразам, морален живот. Крајната цел не е да станеме многу почитувани членови на високото општество. Не е тоа крајната цел. Крајната цел е да живееме живот кој во целост го прославува Бога. А е вели да бидеме свети. Сега прашањето мое, а што значи да се биде свет? Многу пати кога размислуваме за светоста, најчесто не можеме да избегнеме повторно тие категории, ама јас сум добар човек, ама јас сум морален човек. И знаете што? Добрите и моралните луѓе не мора по дефиниција да бидат свети луѓе. Светите луѓе по дефиниција треба се и добри и морални. Да не се разбереме погрешно. Но добрите луѓе и моралните луѓе не мора по дефиниција да бидат свети. Затоа што светоста не значи само тоа. Иако во многу умови, токму на тоа се сведува. Светоста значи нешто друго. И оттаму доаѓа и кај нас во словенските зборови зборот посветеност. Тоа може малку повеќе да ни помогне да разбереме. Во изворните јазици, и на еврејскиот, и на понатаму во новозаветниот јазик, во двата наврата она што се укажува е всушност светоста, значи дека си целосно одвоен од се друго, за да можеш во целост да припаѓаш на Бога. И Бог е на тој начин свет. Тој е посветен сам на себе си во неговата света Троица и целосно посветен на благосостојбата на нас, луѓето. Тоа значи светоста. Светоста значи дека во целост сме издвоени од се друго, ставаме се друго да биде од најмала рака второстепено, за да можеме да му искажеме слава и чест на единствениот жив Бог. А од 7 до 8 стих, Христос е демонстративна манифестација на Божиот вечен план. Повторно, кога размислуваме за Божиот вечен план, неговиот вечен план не е првенствено да дојде, има такви елементи. Во Новиот Завет ќе ги видиме, и во Откровението. Не велам дека не се кажани. Меѓутоа, главниот вечен Божи план не е да дојде со меч и да ги разбие неговите непријатели. Главниот негов план не е да не направи на нас, на каков било начин, победници над некакви други, не знам какви отугени од Бога. Тоа воопшто не е главната теза, главната поента на Божиот вечен план. Божиот вечен план е лично Христос. Лично Христос е планот. Личноста на Богочовекот Христос е Божиот план. И нашето заедништво со Него, нашата приврзаност кон Него е тоа што всушност е реализација или демонстративна, јас така ја нареков додека ги читав овие стихови. Ова е демонстративна
манифестација на Божиот вечен план, се вика Христос. А од каде тоа доаѓа? Доаѓа од богатството што Христос го дава, или самиот Бог е спремен да го подари. А тоа е неговата крв, Христовата крв и неговата Божја благодат. И тоа е поврзано со оно што се нарекува штедрост, со Божјата дарежливост. Овој дар се излева кон нас преку Христос. Значи, во него ја гледаме токму онаа демонстративна манифестација на Божиот вечен план. Прекрасно опишани тука од апостолот Павле, во кого имаме откуп преку неговата крв, простување на гревовите, по богатството на неговата благодат. Таа благодат тој ни ја даде изобилно заедно со сета мудрост и со сиот разум. Ни ја даде мудроста, ни го даде разумот, затоа што Бог е, меѓу другото, мудар и разум. И еден од основните начини како ние влегуваме во комуникација со Него е преку капацитетот кој нас ни го дава да бидеме мудри и да бидеме разумни. Но дарот што тој ни го дава е штедар дар. Е дарежлив дар. Дар кој нема мерка. Кој е едноставно отворен да се даде се, за да може да се придобие нашето спасение. И од 9 до 12 стих, особено 9 и 10 стих имаме, тоа е потврда на таа објава. И затоа сакам и да ја испотенцирам, сакам да ги читам уште еднаш, да ви ги вкоренам, така да врежам во вашите умови. Откако ни ја откри тајната на својата волја, според своето благоволение, што го беше положил во себе од порано, во уредувањето и исполнувањето на времињата. Тоа е 9 стих до 10, значи усовршувањето, потврда на објавата. Христос е потврден како она вечна објава. И следно, што Христос прави во таа објава? Што се случува во таа Божја објава? Да соедини се небесно и земно под една глава, кој е Христос. Да се усоврши задачата на човештвото. Со други зборови, таму каде што Адам и Ева, нашите прародители, застана, се сопна, сгрешија, се отугија, таму Христос не само што продолжи, туку оттаму Христос и доврши. Кога рече на крстот, свршено. Тоа беше изјавата дека еднаш за секогаш секој оној кој ќе се сврти кон Бога, ќе се посвети на Него и ќе му го даде својот живот на Негова слава, ќе учествува во усовршувањето. А кој е тоа усовршување? За да се соедини се небесно и земно под една глава, а тоа е главата на Исус Христос. И ние учествуваме во ова обединување. Ние учествуваме во ова соединување. Ние лично сме вклучени во овој прекрасен, несогледлив, дарежлив, штедар Божи план. И повторно, за пофалба на неговата слава, за пофалба на неговата слава. Ова не смееме да го заборавиме ниту еден миг. Ама ниту еден миг. Зошто се случува и што е всушност целта на ова наше искупување? Целта е тоа заедништво кое ќе произведе слава на Бог. Всушност 9 и 10 стих ја даваат објавата, суштината на објавата на Божјата тајна. А тоа е планот да се собере се и да се обнови се во Христос. И тука сакам да нагласам, христијанството е едноставно неспоредливо. Затоа што ова е тајна која, знаете, како многу други религии, особено она паралелна едно размислување кое почнува да се развива дури и додека Павле го пишува ова. Така наречениот гностицизам
се уште не е развиен во целост како што почнува од вториот век понатаму, но веќе во него ги гледаме сите елементи на таа работа. Ефес е огромен град, богат град, полн и со мудрости световни и полн со големи богатства, но е полн исто така со идолопоклонство. Таму е познатиот, знаете, од Дела апостолски 19 глава, познатиот храм на Артемида. Таму всушност се дигна луѓето против нега, водени од Димитрија, кој правел кипови на Артемида, кога викале велика е Артемида Ефешка. Таму градот е преполн со магија. Градот е преполн со така наречена езотерија. Што тоа значи? Тајно знаење. Можат да го знаат само посебно избрани луѓе. Никој друг не смее ништо да дознае за тоа. И тоа е веќе еден многу јасен предзнак на она што се нарекува гностицизам. Додека, и видите што се случува тука. Според гностицизмот, овие тајни испознавања се многу тешко да се откријат, ама кој елитата може. Во христијанството имаме сосема обратна перспектива. Ова е тајна кој никој не може да ја открие. Ама Бог му ја открива секој. Отворена пред нас. Огромна тајна. Прашањето е дали ние ќе сакаме да ја прифатиме оваа објавена тајна, а не дали ќе ја разбереме. Бидејќи таа кога е веќе објавена од Бога е многу лесна за разбирање. И во 11 стих ја гледаме суштината на човечката состојба, соодветно со објавата на оваа Божја тајна и според остварувањето на Божјиот план. И конечно во 12 стих Павле го сумира целото тоа кажано преку пример на Павле и на другите кои го донеле Евангелието во Ефес. Еве што вели тој тука. За да послужиме како пофалба на славата негова ние кои од порано се надевавме на Христос. Во него и вие, откако го слушнавте словото на вистината, Евангелието на вашето спасение и откако поверувавте во него, станавте запечатени преку ветениот Свети Дух. Таткото, Синот и сега доаѓаме до Светиот Дух. Света Троица. Троедин Бог, кој го усовршува, го извршува, го спроведува и во целост го гарантира Божиот план дека на вистина и ќе биде остварен. А Светиот Дух, за него Исус во Евангелието според Јован ни кажува дека е тешителот кој тој ќе го прати. Дека тој е учителот кој тој ќе го прати. Дека Светиот Дух е тој кој ќе не води во секоја вистина, во секое знаење. Ќе ни даде што да кажеме кога тоа ни е најпотребно. Светиот Дух ќе дојде со неговото помазание. Светиот Дух ќе го обземе целото наше ум, дух, душа, срце и тело. И Светиот Дух ќе не преплави и од нас ќе почнат да извираат реки на жива вода. Повторно и повторно се враќаме на прекрасната инверзија која Бог ја прави. Изворот на животот. Тој што го не благословува од исконот и без кого не можеме ништо да направиме, туку не можеме ни да обстоиме едно делче од една секунда. Тој благоволил во својот вечен план, во својата вечна љубов, добрина, мудрост и промисла. Ние по таа благодат преку Светиот Дух да бидеме на тој начин преплавени и самите да станеме извори на живот. Тука седиме во овие клупи, но ако го имаме Христос на таков начин во нас, Таткото, Синот и Светиот Дух, ние всушност можеме на овој свет да му донесеме живот преку нашето сведоштво и преку тоа што го славиме Бога и преку тоа што дозволуваме Светата Троица да се произнесе преку нас.
А кои се ефектите на Божјото спасение? Ефектите на Божјото спасително действие во оние кои одговориле со вера и пораката на Евангелието осигурани во Духот. Кои се тие ефекти да ги видиме? Станавте запечатени преку ветениот Свети Дух. И во 14 стих, тоа е залог за нашето наследство, за откупување на посвојувањето, за пофалба на неговата слава. Тоа е залог, или може да се преведе ова и тој е печат. Печат кој потврдува дека ова што е кажано е во целосно соодветствува со оној кој го ветил. Тоа е предвкусот на наследството преку заедништво со Светиот Дух. Гаранција за наследство кое дефинитивно го поседуваме. Ова е за пофалба на неговата слава. Интересно е да се исто чита овој текст и во неговиот оригинал, затоа што, верувале или не, овие 14 стихови и уште неколку подолу, сите заедно се една долга реченица на апостолот Павле. Значи, нема точки, нема подвоени. Една огромна, долга реченица. И во ова последна отсечка на овој долг пасус се воведуваат ефешаните кои поверували и врз основа на тоа биле запечатени со ветувањето на Светиот Дух, кој пак е сеопшт печат и ветување на човековите искупување на народ кој му припаѓа на Бог и живее за да го слави. Кој е нашиот татко? Неговото наследство го имаме и ние. Наше, нам ни припаѓа. Брате, вечерва ти ќе бидеш принц. Ама да знаеш, јас ќе станам крал. Знам за една ситуација во која што еден човек дошол на еден имот, куќа, обкружена со други куќи, викенд населба, не е битно како и што. Доаѓа таму, човекот е прв пат тука, влегува во куќата, има клуч, работи ги среќава првите комшии кои се уште немаат до крај завршено со својата работа. Немаат туш, немаат када, не знам, слични работи. И разговараат со уште еден комшија преку, и човекот стои меѓу нив и ги слуша што зборуваат. И тие велат, баш добро ке ми беше, работевме цел ден, сега треба да се истуширам. И човекот им вели, повелете, влезете тука, не мора да одите 5 куќи подолу. Дојдете овде. Погледот на презир на овие луѓе, први комшии, бил застрашувачки. Као, ти си дошол тука на гости, некој ти дал клуч, и сега ти на нас ке ни даваш да влеземе тука да се тушираме. Комшијата се врти околу нив и вика, ово е синот. Би требало да ги видиме изразот на лицата на тие луѓе. Така значи. Синот со цело право може да каже, повелете, овој е мој дом. Така и со нас. Можеме заедно да ги поканиме луѓето во домот Божи, затоа што е наш. Не затоа што е наш, бидејќи таткото ни го остава нам во наследство. Нека во таа силина Бог не води, нека Бог така провиди и нека Бог така не благослови, да можеме да знаеме како постојано да живееме за Негова слава, да уживаме во даровите кои Тој ни ги дава и да го земеме неговото наследство како ветување кое е запечатено од таткото во синот со силата и помазанието на Светиот Дух, и на тој начин да го живееме нашиот живот свето на слава на Бога, тука и сега, во рајот и во Царството Божјо, кое е самиот Исус Христос. Амин. Ќе го замолам сега да дојдеме и да ја спееме последната песна.
кој е број, морам да видам сега убаво, 363. Песната 363. Cristo
Се молиме сега дечињата да излезат напред, да го кажат стихот подготвен за денес. За радова додека имаме време, да правиме добро на сите, а најмногу на оние кои припаѓаат на нашето семејство по вера. Галатјаните 6:10. Амин. Амин. Ќе ме замолам да станеме сте заедно. Имаме уште има песна таму, уште една. Број 1 ќе испееме и заедно потоа јас ќе го кажам и благословот. Благодатта на нашиот Бог, љубовта на Господ Исус Христос и заедништвото на Светиот Дух да бидат со нас сега и за секогаш. Амин. Нека Духот Божи не води. А сега повелете седнете уште само една минутка. Братот Ѓорги има неколку информации за вас. Имам дадено од нашиот надворен проповедник Маријан Димов дека на 25 сега до среда ќе има заеднички молитвен час од сите цркви од Колешево, Монститово, Муртино, Струмица, сите ќе одат во Вилуса. Само треба некако да се организира со превоз. Токи да речи треба со коло. Кој сака да иде нека се консултира со близките, за да се оде до таму. Во 18 часот се држи молитвен час заеднички. И другата неделя до 200.